Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Стечајните работници од Кучани повторно ја обновуваат евиденцијата на членството во Сдруженијето УНИТ во очекување новата влада да прифати законски прописи со кои ќе се реши нивниот статус. На редовниот работен состанок што го одржаа на отворено присуствуваше и претседателката на Сдруженијето Лиljana Ѓоргиевска. По подолг период, стечајните работници од Кочани кои се дел од Сдруженијето УНИТ повторно го започнаа обновувањето на евиденцијата за членство, откако поминаа повеќе години во исчекување да се реши нивниот статус. Велат дека по формирањето на новата влада во Македонија очекуваат и за нив да дојдат подобри денови, односно да се донесе соодветно законско решение со кое тие, наместо да се собираат по улиците, ќе добијат заслужена поддршка од државата. На старото собирно место покрај кеот на Кочанска река кај Центарот за култура се потпишуваа во списокот со кој треба да се потврди нивниот број и да се излезе со заедничко барање пред ресорните министерства. На состанокот присуствуваше и претседателката на Сдруженијето УНИТ Лиljana Ѓоргиевска, која рече дека постои голем оптимизам и надеж од ивитувањата што им биле дадени од страна на новите функционери на власта ќе бидат конечно исполнети. Еден пат за секогаш да се реши наш проблем. Значи, што е обеќано, стои се на реч, ќе чекамо влада да се формира, да се стави закон во процедура и да прескине наша голгота. Имамо и прилив, значи, на тие што не су во здруженија стечајни работници, меѓутоа не смо Стојан Стојанов. Сите ќе ги прихватимо, на сите се отворени врата, секога кога следуе, бујрум нека повели. Ми колко да се рачунамо, колко нема да постигнемо бројку 4000. Нажалост, пола и повише сме изумрели, што е најстрашно. Ама радуеме што гледам насмејани лица, благодарност голема на стечајни работници кои су, значи, дали допринос да истраемо во овој наши барања да нам се оствари. Ѓоргиевска рече дека секој што заслужил и кој ги исполнува условите треба да биде обештетен, со што конечно ќе завршат повеќегодишните маки и барањата на членовите на Сдруженијето УНИТ. Координаторот на Кочанскиот огранок на стечајните работници рече дека има промени во евиденцијата на членовите, а се јавувале и лица кои досега не биле активни. 30 до 50 души одекме на протест, протестирахме и на општинско ниво, и на централно ниво, со привидување, со казни, меѓутоа сега од кого се слушна дека ќе се добие, имаме поголем прилип на стечајници што не се доаѓале. Меѓутоа што рече претседателката ќе бидат прифанати сите, само мир и тишина, секој ќе биде запишан и да чекаме да излезе законот што рече претседателката во собраниска процедура, да видиме додека ќе стигнеме и кога ќе дојде дено, да ни дојдат решенијата, да се јавиме у Стопанска банка и ние да се насмееме нашка, да видиме некој динар. Арсов додаде дека според последната евиденција имале над 200 членови од Кочани во огранокот на Сдруженијето, но најверојатно тој број ќе се покачи за уште неколку десетици. Стечајците од Кочани ги отфрлаат сите досегашни законски решенија, па и последниот предлог што беше изготвен пред скоро 2 години. Се надеваат дека ќе се донесе ново законско решение со кое ќе бидат опфатени сите работници, а кои не по своја вина останале на улица, затоа што фирмите во кои работеле отишле во стечај и биле ликвидирани. Во Кочани се одржа јавна презентација на законските измени кај данокот на добивка на фирмите, со што се потикнува поддршката за спортските екипи и поединци. На настанот присуствуваа представници од бизнис секторот, спортски работници и заинтересирани граѓани, а организатор беше локалната самоуправа на Кочани. Од оваа година ќе започне да се применува нов образец за утврдување данок на добивка кај стопанските субјекти, при што ќе има известни измени за даноците во спортот, а за што се пропишани соодветни даночни поттикнувања. За новините што ги донесуваат дополнувањата на законот за данок на добивка стана збори на презентацијата што се одржа во Кочани, а на која зборуваше директорот на консултантската куќа Рафајловски од Скопје. Беше речено дека компаниите можат да добијат соодветно даночно ослободување ако дел од добивката ја вложат во развој на спортот, што би требало да овозможи спортските клубови и поединците да добијат значителна финансиска поддршка. Значи, упростена е постапката него онаа што имавме по стариот закон, и зголемени се ослободувањата. Сериозно се зголемени ослободувањата. Така да ако давате пари за фудбалските клубови, за нив ослободувањето и 50% од пресметаниот данок на добивка. И ова е сјајна
можност да истите пари што практично би ги дале на државата, би ги дале на некој клуб. Доколку ги давате на спортиста, парите се многу подоле. Значи, најмногу земаат фудбалските клубови. Во втората категорија би влегуваат ракомет, кошарка и Меѓународен олимписки комитет. 40%, значи од одначувањето, ќе бидат ослободени. Исто 40% се ослободени за кошаркарските клубови и за ракометните клубови. За да можат предпријатијата да добијат даночни ослободувања доколку вложат во спортот, потребно е екипите што ќе ги помагаат да се надпреваруваат во официјална национална лига, без оглед на рангот, односно неважно дали тоа е прва, втора или трета лига. Исто така, клубовите треба да имаат подмладок. Во спротивно, Агенцијата за спорт и млади нема да даде согласно, односно писмена потврда за даночно ослободување за вложените пари. Ако не се исполнат овие услови, тогаш сумата што ќе биде ослободена од данок е далеку помала. Тогаш ослободувањето од данокот е само 10% како кај индивидуалните спортисти. И исто така, индивидуалните спортисти ќе бидете ослободени од данокот на добивка, значи 10%, но не сте ослободени ако вие плаќате кај индивидуалните спортисти, не сте ослободени од персоналниот данок. И затоа најдобро е вие тоа да го избегнувате. Освен ако не правите за нешто за сопствено дете и така натаму, тогаш, ако ништо друго, барем ќе ги искористите тие 10%. На презентацијата беше речено дека со измените и законските дополнувања се овозможува фирмите да добијат стимулација за да вложуваат во спортот и тоа да го прават во соработка со Агенцијата за спорт и млади или преку Меѓународниот олимписки комитет. На тој начин ќе се стекнат со поголеми даночни ослободувања, а парите во целосен износ ќе му бидат исплатени на клубот или на спортистот поединец. Минатата година на правниот факултет, чие седиште официјално се уште е во Кучани, дипломирале ист број студенти како и претходната година. Според официјалните податоци, драстично зголемување има кај бројот на нови машински инженери кои високото образование го завршиле на факултетот во Виница. Вкупно 37 студенти во текот на минатата година се стекнале со диплома од правниот факултет во Кочани, кој работи во состав на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Овој број скоро и да не се разликува во споредба со бројот на дипломираните во 2015 година, кога имало само еден високо образован правник помалку. Според официјалните податоци што ги објави Државниот завод за статистика, има известна избалансираност во однос на половата структура, односно лани со диплома се стекнале 25 студентки и 10 студенти, додека во претходната година бројот на дипломирани правнички изнесувал 19, а бројот на нови правници бил 17. Споредбата и во двете години покажува дека за двојно поголем бил бројот на дипломирани кои биле редовни во однос на вонредните студенти. За разлика од правниот во Кочани, зголемување на бројот на студенти кои завршиле високо образование има на Машинскиот факултет во Виница. Лани овде со диплома се стекнале вкупно 12 студенти, додека во 2015 ги имало само 2. 7 од дипломираните машински инженери се студентки кои биле запишани на Виничкиот факултет, при што само една наставата ја следела вонредно, а останатите биле редовни академци. Иако практично наставата за сите насоки на правниот факултет е префрлена во Штип, сепак официјално и минатата година седиштето се уште му било во Кочани, поради што се смета дека новите правници со диплома се стекнале кај нас. Сепак, факт е дека претходно споменатите бројки се само на хартија, со оглед што во Кочани веќе не се чувствува студентската раздвиженост што ја имаше претходно. Ниту обидите да се направи замена на студиите на правниот со оние од економскиот па и машинскиот факултет не го дадоа очекуваниот ефект, па бројот на ново запишани студенти е во постојано опаѓање. Додека во Кочани бројот на правачења е намален, во општина Зрновци годинава има зголемување за десетина деца. Во општина Чешиново-Облешево пак состојбата останува непроменета, односно годинава во училиштата има запишано изброј правооделенци како ланската година.
Додека во основните училишта во Кочани бројот на правачињата е намален за 100 деца за само 2 години. Во општина Зрновци има за 10 деца повеќе од ланската година. До 31 мај во основното училиште Синиша Стоилов во оваа општина во прво оделение се запишале 21 ученик, што е за 10 ученици повеќе во споредба со минатата година. Во општината Чешиново Облешево пак состојбата останува непроменета од лани. Во основното училиште Страшо Пинџер во Соколарци се запишани 20 првачиња, додека во основното училиште Климент Охридски во Облешево 24 првачиња, бројка од 44 првачиња, што е еднаква на минатогодишната. Со оглед на фактот дека во општина Зрновци работи уште едно подрачно училиште во село Мородвис со комбинирана паралелка на ученици, ново запишаните правачиња ќе го задржат бројот за формирање на паралелка во прво оделение. Во оваа општина миграцијата посебно на млади брачни парови во странство беше изразена до пред 10 години. Меѓутоа, состојбите на планот на склучување бракови и зголемен број на новороденчиња е веќе променет. Во општина Чешиново Облешево пак, иако бројот на запишаните правооделенци е еднаков на минатогодишниот, овде постои можност од затворање на некои подрачни училишта поради немање доволен број ученици во комбинирана паралелка. Во општина Чешиново Облешево подрачни училишта кои што припаѓаат на основното училиште Страшо Пинџер од Соколарци има во населените места Чешиново, Жиганци, Уларци и Спанчево, додека во основното училиште Климент Охридски од Облешево влегуваат подрачните училишта во селата Бање, Чифлик и Кучичино. Со концерт на ученици и наставници во салата на Економскиот факултет во Кочани свечено беше одбележан патрониот празник на основното музичко училиште Ристо Јуруков. На свеченоста беше прогласен и ученикот на генерацијата, а таа чест и припадна на ученичката Тамара Охомуш. На концертот настапија и гостите, ученици и наставници од музичко-балетското училиште Лазо Мицев Рале од Кавадарци. Во присуство на голем број љубители на музиката во салата на Економскиот факултет во Кочани со концерт беше одбележан патрониот празник на основното музичко училиште Ристо Јуруков. Присутните имаа можност да слушнат инструментална, вокално-инструментална и хорска музика во изведба на учениците и наставниците од училиштето под диригентство на професор Марија Лазарова. Пред почетокот на концертот присутните ги поздрави директорката на училиштето Елизавета Ѓоргиева, која што воедно ја прогласи и честиташе на ученичката на генерацијата Тамара Охомуш, на која што заслужено и припадна титулата ученик на генерацијата, сумирајќи ги наградите и успесите на државни и меѓународни надпревари. Охомуш свири на виолина во класата на професор Драгана Трифуновиќ. Училиштето бележи 60 години постоење. Со вечерашниот концерт поточно ќе се представиме во повеќе жарови, бидејќи во изминатите неколку години овие патрони празници кои што се за пошироката јавност застапуваме повеќе жарови. Например, некоја година застапуваме од филмска музика, од класична музика и така натаму. Годинава решивме да застапиме во еден концерт од повеќе жарови, така што хоровите ќе се представат со евергрини кои се останати кај нас. Исто така и оркестарот, како ќе имаме застапено ученици од класичниот дел, што впрочем и изучуваме во училиштето. Од сите 5 инструментални оддели ќе имаме застапено по еден ученик кој ќе настапи. Гости на концертот беа учениците од музичкото балетско училиште Лазо Мицев Рале од Кавадарци, кои што се представија со своји точки и свирење на инструменти кои што не се изучуваат во Кочанското музичко училиште. Ми представува посебна чест што сум денес присутен на вашиот дел на годишен концерт на вашето музичко училиште и сакам воедно на директорот и на колегите наши да ми се заблагодарам во делот што не поканија да бидеме дел од ова ваша манифестација која му е влезена во годишна програма и воедно сакам да го честитам и патрониот празник на ова училиште. И ние се денес присутни да прикажеме од нашиот отцици кои се дефицитарни, кои кај нас е доста значајна во делот на трубата. Инаку пофалница за учество на надпревари добија ученичката Ана Ѓоргиевска, која што свири на пијано во класата на професор Марија Лазарова. На концертот, освен учениците кои што свираа на инструментот што го изучуваат, настапи и оркестарот и хорот на училиштето со изведба на познати македонски песни, како и најмалите ученици со детски песнички.
Средношколци од автомеханичарската струка од Средното општинско училиште Гошови Кентиев беа на обука во Атина. За 10-дневниот престој таму, учениците имаа можност да се стекнат со практични знаења од она што е нивен образовен профил и струка, што ќе им помогне многу во нивната професија да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Средношколци ученици во автомеханичарската струка во Средното општинско училиште Гошови Кентиев преку проект финансиран од програмата Еразмус Плюс ги усовршува своите практични вештини и знаења од автомеханичарската дејност. Во рамките на проектните активности од иновативната обука за ученици автомеханичари, 10 ученици од ово училиште поминаа 10-дневна обука во меѓународната автомобилска работилница во Атина, Грција. Обуката се реализираше во рамки на проектот финансиран од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност преку програмата Еразмус Плюс на Европската унија и фондацијата Павел Шатев. За време на престојот во Атина учениците имаа можност да се стекнат со практични знаења од она што е нивниот образовен профил и струка и што ќе им помогне многу во нивната професија да бидат конкурентни на пазарот на трудот. За усвоените вештини и стекнатото искуство сите ученици добија и меѓународни сертификати, истакнува Димче Сребренов, директор на ово училиште. Средното општинско училиште Гошови Кентиев деновиве доби за реализација и уште еден проект од обука на ученици во странство. Односно 10 ученика и еден професор од електроструката ќе престојуваат во Португалија. Обуката на учениците во странство е дел од програмата на ова средно училиште за обучување на кадри од повеќе струки и профили, кои се застапени во програмата за 3-годишно и 4-годишно образование во училиштето. Сокочанските средношколци на обука во Атина престојуваа и по 10 ученика од училиштата од Струмица и Крива Паланка. Во рамките на истиот проект се најавува и размена на наставен кадар со средни училишта од неколку земји од Европа. На третиот фестивалски ден од Драмскиот аматерски фестивал во Кучани настапија драмските аматери од Стара Пазова, Србија, со представата Вечера на будалите, како и средното училиште Никола Карев од Струмица со представата Бомбите во салонот Бумс. Следуваат театарски представи на четвртиот и последниот фестивалски ден од ДАФ. Во рамките на официјалната конкуренција на Драмскиот аматерски фестивал во Кучани, синоќа љубителите на театарската уметност имаа можност да ја проследат втората театарска представа на ансамбли од странство. На сцената на Центарот за култура Бели Мугри беше изведена представата Вечера на будалите од Франсис Вебер во режија и адаптација на Александер Бако. Десетината драмски аматери од Србија оставија силен впечаток кај кучанската публика. Кажем за аматере, конкретно у Србија, били смо пред едно месец дана у фестивалу на Лозница. Да, споменам конкретно за аматерите од Србија. Пред еден месец бевме на фестивал во Возница. Тоа е место што е оддалечено од нас и таму ја игравме последната наша представа. Имаме таму многу публика. 6 пати игравме во Стара Пазова и воглавно салата е преполна, а собира некаде околу 450 луѓе и се додаваат и дополнителни столчиња. Со представата игравме и во Сремска Митровица, во Словенија, и таму беше полна салата. И добро е што е комедија, затоа што најдобро прифатена од публиката. Што е комедија и онда када виде ту представу, најдрже нам е што се представени од разочарување. Во терминот предвиден за ноќни представи, доцна синоќа настапи драмската група од Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица со представата Бомбите во салонот Бумс од Томислав Османли, а во режија на Кире Ѓоргиев. По завршувањето на секоја од представите, фестивалскиот одбор организира разговори на тркалезна маса, кои годинава ги води Јасмина Билаловиќ, драмски уметник од Скопје. Вечерва на четвртиот фестивалски ден настапуваат аматерите од театарската работилница од Прилеп со представата Сонувачот, Купувачот и уште нешто во режија на Игор Трпчевски. Драмското студио пред Центарот за култура од Крива Паланка со Не се клади на англичани во режија на Глигор Цветковски и театарската група Dream Team ЈБТ од гимназијата Јосип Броз Тито од Скопје со представата на Вилијам Шекспир Ричард III во режија на Ана Варелова и Емилија Величкова. Настапите на драмските аматери и театарски групи годинава на ДАФ ги оценува жири комисија во состав Димче Николовски, режисер, Андреа Голуб, драмски уметник и Венцо Димитровски, сценограф.
И за крај информацијата од спортот. Викендов во Кочани ќе се одигра бараш надпреварот за влез на екипите кои треба да го пополнат единственото празно место во втората фудбалска лига Исток. На стадионот Никола Мантов ќе играат екипите на Каменица Саса и Превалец од Велес. Откако се одигра последното коло во третата фудбалска лига и Кочанскиот третолигаш Осогово го обезбеди директниот влез во втората лига, фудбалските возбудувања во Кочани полека стивнуваат. Сепак, викендов повторно ќе има надпревар на стадионот Никола Мантов, што за екипите кои ќе играат на него ќе биде од голема важност. Всушност, Фудбалската федерација на Македонија на Кочани му ја даде довербата да го организира бараш надпреварот за пополнување на втората лига Исток. В недела, со почеток во 17 часот, ќе се сретнат Каменица Саса и Превалец од Велес, кои беа четврто пласирани во третата лига Исток, односно Југ. Од крајниот резултат на надпреварот зависи пополнувањето на единственото слободно место во втората лига, односно оној што ќе биде подобар од новата сезона ќе биде второлигаш. Што се однесува до таборот на Осогово, за сега таму е мирно и полека се средуваат впечатоците од оствареното ветување за влез во второлигашко друштво. Иако се уште е рано, се дознава дека веќе се размислува за начинот на кој екипата ќе ги обезбеди потребните пари за надпреварување, со оглед што сумата што ќе биде потребна е далеку поголема од онаа што се плаќаше за учество во третата лига. Од клубот се надеваат дека ќе се најде заинтересиран спонзор, односно една или неколку компании кои би сакале да ја преземат екипата со целосно финансирање и управување. Дали тоа навистина ќе се случи, ќе треба да се почека на конкретни активности, што можно е да се случат наскоро. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. Довидување.